Секојдневно и се чини не престануваат случаите со врсничко насилство. Постојано доаѓаат до јавноста, видеоснимки, материјали кои што, ќе ви кажам искрено, јас лично не можам ни да ги гледам и токму затоа во денешниот разговор не користиме како инсерти снимки токму од тие материјали, затоа што чинам дека веќе тоа насилство кое што постојано го гледаме навистина прави сериозни проблеми и кај нас возрастните, но и кај помладите. Јавноста во неколку наврати беше згрозена, затоа што сторителите се деца во судир со законот. Обвинителството во моментов во сите случаи поведува судска постапка. За процедурите по вакви дела дознаваме од адвокат Маја Ристова, која што утринова е заедно со мене, меѓу другото и самата инволвирана во еден од случаите како адвокат бранител. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. На самиот почеток не сакам да биде оваа работа секој чута за 3 дена, една народна изрека во нашиот јазик и навистина како да ги подзабораваме работите, а за жал овие работи ќе се случуваат и понатаму со оглед на тоа колку се чести. Траумите кај овие деца нема да траат 3 дена, ќе траат цел живот и во значителна мера ќе влијаат на нивниот развој. Кажете ни каква е вообичаената постапка откако МВР ќе поднесе пријави против насилниците, за жал во случајов малолетни деца? Така е. Како што самата кажавте, прво се пријавува случајот во МВР. Кога МВР има основано сомнение дека е сторено кривично дело, доставува кривични пријави до обвинителството. Кривичните пријави за малолетните лица се за кривично дело насилство од кривичниот законник. Откако обвинителството ќе ги приме кривичните пријави, прибира дополнителни докази, сослушува лица и цени дали се однесува, дали кривичните пријави се однесуваат за деца над 14 години или под 14 години. Зошто не е тоа важно? Затоа што доколку се работи за малолетни лица под 14 години, према нив, согласно Законот за правда за децата и кривичниот законник, не може да се изрече кривична санкција, односно не може да се води постапка. Доколку се над 14 години, тогаш може случајот да продолжи во суд. Може и да застане тука со отфрлање на кривичните пријави. Доколку продолжи во суд, се дава предлог за изрекување на воспитни мерки према децата кои што се над 14 години до 18. Зборуваме за малолетни лица. Освен постапката кон децата насилници, дали е предвидена и постапка кон родителите на децата? Да, убаво што ме подсетивте. МВР може да поднесе кривични пријави и према родителите за запуштање и малтретирање на малолетници. Тоа е исто така одредба од кривичниот законник. Меѓутоа, можат и, како што беше случајот за Штип, можат и самите родители на оштетеното лице да поднесат вакви кривични пријави и може да одговараат родителите за ова кривично дело. Напаѓачките ќе одговараат за кривично дело насилство според членот 386 од кривичниот закон. Може ли да ни објасните каков член е ова и дали воопшто во Македонија постои затворска казна за малолетни лица? Ова е баш она одредба која што ја споменав на почетокот, насилство 386 од кривичниот законник, кој што предвидува дека ќе се казни со затвор оној кој што малтретира, грубо навредува, насилнички се однесува и ја загрозува неговата сигурност. Сега, затоа што се работи за малолетници, не може да се изрече казна затвор, меѓутоа може да се изрече воспитна мерка. Може и да кажеме кои се тие воспитни мерки, меѓутоа казна затвор не се предвидува за малолетници, туку најстрога казна е упатување во воспитно поправен дом. Така, кажете ни тие воспитни мерки какви се? Воспитните мерки ги има неколку типа. Најлесната е укор, другите се засилен надзор од страна на родителите, засилен надзор од Центарот за социјална работа. Најчесто во пракса се изрекува укор или ако се работи за некое потешко врсничко насилство, засилен надзор од страна на центарот или од родителите, што по мене е многу блага мерка, затоа што не е пропорционална со она што го гледаме што се случува. Самата кажавте дека имаме тешки случаи на врснички насилства со
дополнителни видеоснимки проследувани низ јавноста, значи штетните последици се многу големи и не е пропорционално изрекување засилен надзор од страна на родители од Центар за социјална. За жал, воспитната мерка која што е упатување во воспитно-поправен дом само е на хартија, не се изрекува во овие, барем до сега не се изрекла во овие случаи. Уште нешто ми падна во очи што кажувате. Велите дека законските рамки имаат граници во однос на возраста под 14 и над 14 години. Речиси во сите случаи децата имаат 14 години, во повеќето случаи. Кажете ми дали бидејќи имаат веќе наполното 14 години ќе подлежат на законите? Да, значи обвинителството внимава во моментот на сторувањето да имаат полни 14 години. Во спротивно не се поведува постапка према овие деца, туку се наоѓаат други алтернативи. Тоа се информативни разговори во Центар за социјална работа, програми и планови за овие деца за да не го повторат истото тоа дело, односно за да се едуцираат дека навистина не е во ред нивното однесување и дека не треба да се повтори. Во случајот во кој што вие лично сте инволвирани како бранител, го споменав и на почетокот, 4 девојчиња во 2 наврати вршеле ужасно насилство врз 12 годишно девојче. Имаше многу бурни реакции откако објавивте дека родителите на напаѓачките се амнестирани затоа што не знаеле што прават нивните деца и не се сложувале со нападот. Каде е во тој случај одговорноста на родителот како некој кој што создал дете, одговорен е за животниот пат на тоа дете, барем до наполнување на 18 годишна возраст? Да, ова е случајот што го споменавте во Штип, кој јавноста и родителите со овој случај се запознаа во септември минатата година. Би сакала само кратко да кажам, заради на крајот исходот, да го кажам на постапката, во 2 или во 3 наврати, како што наведовте, 3 месеци детето е од група на деца постојано и психички и физички вознемирувано, малтретирано и при тоа снимано. Снимките се проследени во јавноста, јас дел од нив ги проследив. За жал, и покрај тоа што МВР не поднесе кривични пријави против родителите на оштетеното дете преку мене поднесовме кривични пријави према родителите на насилните деца. Може лошо се изразив, еве децата во ризик, да се изразиме подобро. Меѓутоа, кривичните пријави беа отфрлени, како што кажавте, и беше тоа потврдено. Одговорноста каде треба да ги прашаме обвинителството и судот. Ако овие родители на такви деца кои што го направија тоа, кои што видовме сите што направија, и такви докази имаше во постапката од видеоснимки до медицинска документација. Тоа беше мачно за гледање, морам да ви кажам. Ние на вести го имавме толку многу пати. Јас точно се сеќавам и на случајот. Замислете во неколку наврати 12 годишно девојче да биде тепано, малтретирано. Таква бруталност, не ми е јасно како може да бидат опфрлени обвиненија кога апсолутно и затоа што родителот не знаел што прави детето. Може би детето утре со неговата свест да посака да убие човек. И родителот ако не знае треба да биде амнестиран, како рибникар што беше во Србија. Тотално не е во ред и не е добра пораката. Со оглед на тоа колку многу насилства имаме, каква порака се испреќа. Многу бев револтиран и се уште и како родител и како човек пред се, а потоа и како адвокат, каква порака се испреќа, дека насилниците може да тепаат, да удираат невино дете, дури да е, како што велат во суд, ме провоцираш. Ама, тоа се нели тоа кажеме, тоа се деца затоа што и ние во нашите детски години сме знаеле да кажеме за некоја другарка нешто, сме знаеле нели некогаш па имало и озборување и такви работи, меѓутоа се завршувало таму. Кажете ми дали поднесовте жалба во врска со вашиот случај? Да, меѓутоа висшето обвинителство беше на истиот став како основното обвинителство, за жал. Знаете што е тоа што иритира? Еве, и да речеме дека таа одредба за пуштање и малтретирање на малолетни може би не е соодветна, затоа што може би не биле запуштени и така натаму. Меѓутоа, кога немаме друга одредба, по која одредба? Тогаш да го смениме законот и да се инкорпорира во законот нова одредба која што ќе се однесува за овие случаи. Ако оваа одредба не е соодветна. Не знаеле родителите, не биле свесни, децата дојдоа во суд и признаа. Родителите ги бранеа децата. Никој не застане да рече, еден, може би, двајца родители се извинуваме на фамилијата, нема да се повтори, работиме, разговараме. Значи, свесноста, родителот е тој од кој што треба да почне се. Знаете ли колку родители има што не сакаат да го прифатат тоа?
да го прифатат дека детето има на некој начин можеби проблем или има насилно однесување. Сигурно има и психички проблем затоа што доколку не сакаат да го добри, прифатат. Не сакаат да го прифатат, ќе се работи со тоа дете и нема да дојде до такво нешто. Меѓутоа се почнува од дома. Не можеме да ги обвинуваме цело време институциите. Ние треба да бидеме на триаголник, односно да биде родителот вклучен, да биде училиштето вклучено и да бидат институциите. И училиштето е институција, меѓутоа намерно го издвојувам затоа што е врвот на институциите. Така што не можеме само да го лоцираме и таму проблемот. Да, имаме проблем затоа што обвинителство и судот не гледаат сериозно на ова. МВР доставува кривични пријави, сведоци сме дека сега МВР доставува кривични пријави, меѓутоа не ни е доволно кривичните пријави може да бидат отфрлени. Или на крајот да заврши се со укор. Насилниците, односно децата кои што снимаа во Штип, имаше по службена должност иницирана постапка за неовластено снимање, иако не удирале, на крајот добија укор. Дали укор е доволно за тоа дете да се вразуми? Јас кажав еднаш и во суд пластичен пример. Дали ако му кажете на своето дете не го прави тоа, ќе се вразуми? И самата мајка кажа, јас кога го ставив под казна 2 недели да не излегува, под казна или условно кажано, 2 недели да не излегува, он тогаш вика се вразуме. А кога претходно му велев немој така, значи укорот или опомената не вродуваат со плод. Треба не е сразмерно некој што снима и што го проследува по тоа видеото. Во последниот случај дури имаше некакви полемики за забрана за приближување. Па сакам да ве прашам, не знам колку дозволува тоа да го кажете во медиум, затоа што во случајот сте инволвирана директно. Девојчето кое што беше малтретирано, 12 годишното девојче, како се чувствува? Дали може да се чувствува безбедно сега, кога повторно ќе ги сретне тие, дури не се ни врснички, тие познанички, кои што на тој начин постапуваа со неа? Да, убаво што го зачнавме овој дел, затоа што многу малку се едуцирани училиштата и овде во овој случај направи една голема грешка. Откако нели случајот доби медиумска покриеност, се дозна и така натаму, тие сакајќи училиштето да помогне во ситуацијата, почна да прави обуки, едукации за врсничко насилство и грешката беше што жртвата заедно со насилниците беа во иста група и слушаа за врсничко насилство. Прво, не сме жртвата да се навраќа на тоа и да слуша во тој момент кога е ранлива и кога се уште се бори со штетните последици, да слуша за насилство. Тоа е прва работа. Второ, не може да биде во иста група и во иста близина со оние кои што го вршеле насилство, затоа што тоа траело. Тоа девојче имало не само физичко малтретирање, и психички ја малтретирале, нејзи и закажувале да доаѓа вечер во 7, дојде и знаеш што ќе ти се случи. Не ми се видела што зборувате. Да. Значи таа одела на закажаното не било спонтанно како еве до толку била преплашена што до толку била преплашена и со закани дека родителите на децава не знаеле. Се криело, таа имала дури нагони за повраќање и така натаму, каде што криела дека е од јадење, од храна и така натаму. Јас ги знам доказите и тоа дополнително ме револтира затоа што сите институции во случајот обвинителството и судот не ја гледа сериозноста на проблемот. Што со тоа дете, што со тие родители? И потоа ќе каже некој родител, еве пошто работам и други предмети, ако не институциите ако не постапат, јас правдината ќе ја земам во своји раце. Дали треба тоа да се случи? Како може да се даваат ако за овие предмети, јас кажувам стално и често и по социјалните мрежи, ако за овие предмети каде што имаме и видеоснимки и вакви докази, имаме укор и воспитна мерка засилен надзор од страна на родител, што понатаму? Што се оние што не се снимени, што се оние што не ги знаеме? Се уште нема пресуда за насилничките кои малтретираа девојче во Скопско Ѓорче Петров. Гасеа цигари од незе, ја тераа да лиже кучешки измет, снимаа, објавуваа на социјалните мрежи. Овој инцидент се случи пред околу 3 месеци. Во медиумите беше објавено дека за нивните родители пак се уште се собираат докази. Какви докази им се потребни од родителите во случајот? Овие постапки треба да се движат побрзо, затоа што се работи за деца. Јас кажувам често, да не излезе сега дека не ги разбирам децата. Напротив, значи, еве и родител сум и се. И тие насилни или деца во ризик, може би се деца од деструктивни семејства кои што не им се обрнува внимание, тие може би се жртви. Меѓутоа, да се навратиме на ова.
Како ви беше само прашањето? Прашањето ми беше какви докази се во прашање, што собираат за родителите? Да, стандардна постапка е, стандардна доказна постапка е со тоа што овде може да се земат дополнителни докази од училиштето, доколку се случува во училишниот период или додека се на училиште, од Центар за социјална работа дополнително. Зошто се прибираат овие докази? За да се види дали има насилно деструктивно однесување во минатото, дали родителите знаеле за тоа и дали преземале мерки. Многу е важно за да знаеме дали имаме континуирано запуштање или е тоа веќе во почетна фаза. Може би се случува некоја семејна трагедија или ситуација каде што во моментов родителот не прави надзор и грижа на детето, меѓутоа може тоа да е и континуирано. Затоа е важно да се вратиме неколку чекори наназад, за да видиме дали тој покажувал и порано такво однесување. Може би некогаш ќе влезе во некое друштво, велиме, насилничко, па под влијание на тоа друштво, инцидентно ќе го направи, а се работи за грижливи родители и така натаму. Така што мојавотот ми е дека треба да се движат побрзо овие постапки, дека се работи за деца. Можеме ли да очекуваме барем некакви казни за сторителите? Сите сторители имаат 14 полни години. Дали законот во Македонија предвидува казна за малолетници? Казна за малолетници не предвидува, упатувањето во воспитно-поправен дом што ја споменавме, меѓутоа во пракса не се применува. Тоа што јас знам, имаме воспитно-поправен дом во Тетово и има над 100 легла, меѓутоа стои празен. Се уште за вакви дела не се упатуваат, не се изрекува оваа мерка. Зошто стои празен тој дом кога имаме толку многу престапници? Јас се извинувам вака што И да не е празен, некој ќе ми рече имаме ли ние можности, ќе создадеме? Ако нема, ќе создадеме. Затоа што додека не се изрече таква мерка, додека не почнеме посериозно да гледаме на проблемот, нема да го решиме. Верувајте ми, се почесто ќе биде, ќе имаме на дневна база по едно насилство. По случаите се покренаа и други прашања. МВР првично не реагирале во случајот со аеродром по пријавата на врсници, другарчиња, па потоа се случи еден класичен случај на обид за убиство, кој што МВР го процени како напад врз дете, а не како обид за убиство. Институциите колку правилно ги тераат овие работи? Да, кажавме дека битна е улогата на родителот, меѓутоа и на институциите. Знаете што значи првиот филтер кај МВР да знае некој ги да го од станица надвор. Така. А децата дошле да пријават за своја врсничка. Да, или под образложение дека вие не можете, треба да дојде лично тој, никогаш не може, значи се плашат и родителите и оштетените лица. Мора да има повисок степен на едукација, прво, а второ и да се пристапува посериозно. Затоа што ако тие на првиот филтер, кога ќе отидат во МВР да пријават, МВР ги врати назад под образложение дека немате дело и така натаму, толку. Значи се обесхрабруваат, а се дава од друга страна сила на насилниците на децата во ризик да го повторуваат, да го прават тоа. Насилници се, дури не се изразуваме погрешно. Да. И колку да е тешко да го прифатиме тоа? Да, обично правната терминологија е деца во ризик. Гледаме да се држиме на тоа, меѓутоа јас пошто сум многу револтирана, ми доаѓа природно да се изразам така, навистина се борам, зборувам гласно за да може да се крене свеста на сите, за да не молчат и родителите и да не се плашат, меѓутоа и институциите мора веќе да се реагира посоодветно. Не може судија за деца во еден од случаевите да ми каже ова театар е, од нешто правиме. Значи не може, апсолутно не може. Присутни се тука и родителите на оштетените лица слушаат за каков театар збориме. Зарем треба фатално на заврши, треба да ни се случи ли рибникар? За да може зошто не се работи на превенција? Односно, малку се работи, еве да не излезе дека напаѓам системот постојано, меѓутоа реално сум. Мора повисок степен на превенција. И МВР во одредени ситуации, кај што беа врсничките насилства во овие во аеродром и во Ѓорче, така, изреагираат во ред. Меѓутоа не е само МВР. Обвинителството и судот, пак ќе кажам, на крајот мора да има соодветна воспитна мерка и за родителите,
Сада може, еве што ги најавија паричните казни. Па и парична казна нека биде, еве нека не биде затворска казна. Кога ќе има парична казна родителот, тогаш ќе се освести и ќе разговара и ќе му прави надзор. Каде е детето, со кого е, каде се движи, ќе го проверува. А не вака оставено само на себе. Знаете колку родители не знаат каде им се децата, со кого разговарат. На едно од оштетените деца од ChatGPT си разговарало дека е жртва на врсничко насилство. Ме разбирате, и сега ако се прават проверки, ќе се дознае и порано. Може би навлегуваме и во интимноста на децата, меѓутоа сепак се деца кои одговарат, тие се малолетници. Адвокат сте. Што ќе се случи доколку родителите, со оглед на тоа дека правдата доцна реагира, почнат самите да превземаат правдата во своји раце, или пак, не дај Боже, дете изреволтирано од постојано насилство, одлучи да ги казни другарчињата со некакво убиство. Не знам сега, не би го поврзувала случајот со Рибникар, не беше и случај и така натаму, секој случај си е приказна за себе, меѓутоа ова се можни сценарија. Можни, да. И во светот има такви сценарија, каде што родителот ја зема правдата во своји раце, не поради секогаш непостапување, може и поради бавно движење на постапките, може да трае 1 година, 2 години. И така натаму гледа дека има штетни последици и самото дете и едноставно не може притисокот да го издржи и ја зема правдината во своји раце. Исто така и детето кое што трпи булинг или врсничко насилство. Тоа може некаде тој револт да го изрази. Така е. Маја, многу ви благодарам што одлучивте да говорите гласно на тема кога дури некогаш и институциите кои што се одговорни за тоа се повлекуваат и молчат. Да. Не е тоа моја работа, ќе се каже, но или е всушност наша работа. Ова е работа на општеството, затоа што еден ден може да биде дете на еден родител, утре може да биде моето, нашето, вашето. Така е, ви благодарам и на вас. Јас се надевам дека ќе има многу вакви новинари и емисии кои што ќе работат на превенција, на едукација и да ја кренеме сите заедно свеста и да се избориме против овој проблем. Не може да го нема, меѓутоа може да се намали. Ви благодарам за гостувањето.